Од издание на Откриени тајни, терминот е недела 11 часот. Добре дојдовте за старите гледачи, за новите гледачи. Едноставно различни теми на се со цел да имаме подобрување во животот. Секако дека се консултирам често пати ќе ми се јавите, ќе ме прашате нешто во врска со проблемите кои што ги имаме во животот. Едноставно одбирам тема која што мислам дека ќе биде полезна за секој еден кој што не следи. Во претходната емисија разговаравме на тема слободи. Претходните емисии беа на тема како да излеземе од туѓи идентитети, поради тоа што некојаш во животот се фаќаме да заличуваме на таткото, на мајката, едноставно драматизираме зборови, кажуваме работи кои што други луѓе нас не ни кажувале. А претходно зборувавме за многу други теми во колку сакате да ги погледнете, сите нив ги има на мојот YouTube канал. Она што ви беше интересно, впрочем, за кој што добив многу пофални зборови, потврди, охрабрувања, беа како да го имаме тоа што го сакаме во животот. Така да има уште некои работи кои што би можел да ги кажам на оваа тема и ќе продолжиме со таа тема. Претходно зборев на оваа тема и нема да се вратам на многу од работите кои што ги кажав, но едно од работите кои што луѓето го сакаа и за кои што сакаа повеќе да зборам, да зборувам во претходната емисија зборував за тоа дека мораме пред да можеме нешто да имаме, треба да сме волни да го немаме. На некој начин треба да сме волни да го изгубиме нештото за да можеме вистински да го имаме. Во спротивно сме во страв да не го изгубиме и така никогаш не можеме да го имаме. Примерот кој што го дадов е дека имаме некој дечко кој што е сака девојката не му возвраќа со истата љубов, со истата креативност, со истата убава комуникација, му прави на некој начин игра дека она е недостапна и не може овој да има. И во еден момент, кога дечкото ќе надмине страв дека ќе ја загуби, ќе се соочи со тоа и му се ослободува вниманието, поради тоа што гледате да имаме, значи да имаме внимание и да имаме слобода. За тоа зборев во претходната емисија. Ако сме фиксирани на едно нешто, ако сме ова ние, и сме фиксирани со вниманието на било што или на било кого, можеби тука е некој шеф од работа кој што не фиксира дека ќе изгубиме работата и ние не смееме да изгубиме. Или можеби станува збор за девојката која што ја сакаме и која што не ни возвраќа, пак ќе кажам, со истиот афинитет и љубов и ние страв дека ќе ја загубиме. Колку вниманието ни е абсорбирано, ни е фиксирано на тоа, животот продолжува околу нас и нашето внимание да место да е на околината и да уживаме во животот и постоењето, сме фиксирани за некоја личност. Мораме да бидеме волни и да ја немаме. Мораме да бидеме волни да ја немаме работата, мораме да бидеме волни да ја немаме, девојката, мораме да бидеме волни да имаме и да немаме. И затоа ќе зборам во оваа емисија, затоа ќе зборам колку е битно да имаме една вибрација, енергетска состојба. Кога зборев за тонската скала во претходните емисии, за скалата на емоции, зборував дека кога сме високо на тонската скала, можеме да имаме и можеме да немаме. И ќе објаснам зошто е тоа така. Ако секогаш мораме да го имаме нештото и да го чуваме, секако дека ќе го загубиме. Колку паѓаме пониско со емоцијата и со енергијата, секогаш сакаме да имаме нешто. Сакаме да ги имаме мемориите од минатото, кое што беше толку убаво. Сте виделе некојаш луѓето колку се заглавени во минатата состојба, например, неле колку беше убаво за време на Тито, или колку беше убаво за време на тој период, или ќе имате некој спортист ке направи некаков феноменален успех и цело време за тоа збори, луѓето се заглавуваат во минатото и во победите кои што биле огромни, и во неуспесите кои што биле огромни, и во болките од минатото. Тие работи не заглавуваат во минатото. Секако дека е многу побаво да имаме победи и успеси отколку порази. Поразите, болката, страдањата крадат дел од нас. Впрочем, ако сте ги виделе децата едноставно не се фиксираат многу често за некои работи. Може да го имаат, може да го немаат, високо се сакаат нови работи, сакаат промена, сакаат креативност. Креативноста фактички не носи до имањето, но секогаш кога ќе сакаме нешто да имаме, ако се фиксираме за тоа да го имаме и не го ослободиме да биде тоа слободно, вистински го немаме. Сте виделе некојаш ќе земете некој детенце во скут и сакате да му ги ставите вака рачињата и да го прицврстите до себе, да го гушнете, прво нешто што ќе направи детето ќе ви ги трне рацете, затоа што сака слобода и простор. Гледате, бидете слободни, односно дајте му слобода на другиот човек. Колку повеќе можете да го немате,
нештото, толку повеќе тоа ќе иде кон вас. Колку повеќе се фиксираме да добиеме нешто, идеме кон него, толку повеќе ни бега. Ако дадеме слобода на другиот човек со ум, едноставно нашиот ум да му дозволи слобода на него, колку повеќе се растретуваме од тој човек. Зборував за слободата во минатата емисија и реков дека ако се обидеме се да контролираме, не можеме да имаме слобода. Животот налага и да контролираме и да не контролираме нешто. Кога возиме кола, не можеме да ги контролираме другите луѓе кои што исто така возат кола. Мораме да ја контролираме нашата кола и мораме да веруваме во другите дека ќе направат исправно. Така и во бракот, така и со децата. Ќе имате некоја мајка која што цело време е загрижена за детето, дал ќе настане, дал нема да настане, како ќе направи ова, дал ќе го направи она, дал ќе падне точак, дал нема да падне точак. Едноставно нема слобода ни таа. Прво нема слобода од својот негативен дел од умот, кој што го налага сето тоа да драматизира, но нејзините мисли ги пресликува во околината и врз децата. Сега, за да имаме нешто, пак ќе кажам, мораме да имаме волни да го немаме, но исто така, она што некогаш го имаме, стануваше збор за една тема која што една пријателка ми ја посочи да зборувам на таа тема, како да продолжиме со животот наспроти голема болка. Секој еден од нас има добиено болка во животот. Трагедија, близок починал, не знам, развод се случил, не знам, раскинале дечко и девојката, ја загубил човекот работата. Како да продолжиме со животот наспроти траумата и болката? Решението е да го пуштиме тоа. Не секогаш е лесно. Гледате, некогаш имаме меморија на блиски од нас кои што сакаме да ги имаме до нас. Некогаш имаме и сакаме да ги држиме идеите, колку и чудно ова да ви делува се што ќе го кажам, но некогаш сакаме да ги имаме мемориите на некои работи од нашиот живот кои што не биле најдобри. Поради тоа што ни се оправдување зашто да не бидеме во животот. Секогаш го кажувам примерот мој кога играв кошарка, имав повреда на колената и таа повреда од колената секако дека ми е во мојата меморија, во таа подсвест. Знаете, секогаш кога треба да направам двочекор или да рипнам, ми доаѓа таа меморија и вика немој. Во дадени ситуации тие негативни мемории можеме да ги искористиме да ни служат во нашиот живот. Гледате, кога имаше дадена ситуација кога требаше да се одлучи утакмицата, ми беше интересно да едноставно ја повикувам, подсвесно се случува сето тоа, немојте да мислите дека ова некој го прави свесно, подсвесно е. Некогаш ќе си ги повикаме тие негативни мемории, некогаш сакаме да го имаме тоа бреме од минатото, поради тоа што подсвесно ни служат да не се соочиме со проблемите и со животот кој што тече. Може би грубо звучи ова, но ќе дадам примери. Кога имаше ситуација кога требаше се одлучи утакмицата, кога игравме со некој јак клуб, и тренерот очекуваше од мене јас да ја решам утакмицата. Во тој момент некој ќе ме чукнеше по ногата малку и ја ќе почнем да драматизирам колку многу ме боли коленото, поради тоа што кога ме боли коленото и кога сум повреден, тренерот не можеше да ми вика дека не сум успел да ја решам ја утакмицата. Гледате, луѓето ќе ви дадат сочувство. Но сочувството и сожалувањето, би рекол, не е добро. Многу често во животот бараме сожалување. Бараме другиот да ни даде симпатија кога не ни оди. И тоа е човечки на еден начин. Но некогаш умот, еден негативен дел од умот, не го прифаќа тоа на убав начин. Гледате, во дадена ситуација, ако размисли, имате детенци и таткото и мајката се караат. Така и одеднаш ќе дојде бабата и, не знам, ќе им се развика на мајката или на таткото, зашто се караат пред детето и детето добива многу сочувство и симпатија од бабата. Гледате ли, може би во тој момент детето било болно, имало температура. И нареден пат, кога детенцето како функционира умот, нареден пат кога сакаме да добиваме сочувство и симпатија, од некого ќе се разболиме. Или имате во ситуација во домот каде што сопругата се караат, и одеднаш колку често едниот после тоа ќе се разболи, пак ќе кажам, може би ова е неверојатно на некој начин, но може би ако навлеземе да го размислиме умот како тој функционира, многу често знаеме да отповикаме или колку често ќе сме искрирале самите на некој начин болест или некоја состојба за да добиеме пријателско внимание од другиот. Впрочем, колку често пред испит некој кој што не бил тежок на училиште, децава се разболуваат.
Сте виделе? Или кога имаме некој проект кој што е многу битен, колку често ќе се разболиме или нешто ќе не фати, или глава ќе не боли, или едноставно тие повреди, тие негативности некогаш ги држиме ние и не сакаме да се растовариме од нив. Поради тоа што ако се растовариме од нив, веќе немаме оправданија со работите со кои што треба да се соочиме. Не е секогаш вака во животот. Секако да ги имаме моменти кои имаме настинки, кога се разболуваме од други причини, но станува збор за можеби еден механизам кој што може да треба да го испитаме да видиме дали не е така. Колку често пати децата за да го трнат вниманието од кавгата на родителите ќе се разболат тие. Така или колку често се случуваат дадени болести, дадени состојби врз нас самите за кои што стварно станува збор дека се психосоматски или дека умот или психата ги прави на телото, односно на сомата. Психосоматските болести се најголем број од болестите во медицината. Се покажува дека имаат причина во умот, а немаат причина во телото. Се малку застрнив од оваа тема, стануваше збор за тоа како да го имаме тоа што го сакаме, но зашто дојдов да зборам за оваа тема е како паѓаме со емоциите, че 100 пати сакаме да си го чуваме бремето и товарот на животот и мемориите кои што тој ни ги дал. Иако негативните мемории и трауми крадат фактички дел од нас. Но како паѓаме со емоциите, така сакаме повеќе да имаме. Тоа е поентата на она што сакав да го кажам. Кога сме високо со емоциите, сакаме да имаме, ама не мораме да имаме. Гледате, луѓето високо на скалата на емоции ќе дојдат, имаат нешто, ќе го споделат сендвичот, не знам, ќе го дадат своето знаење, не го кријат своето знаење, можеби дошле со некои пријатели и ќе ви овозможат и вие да влезете во делокругот на пријателите. Имате некој кој што е ниско со скалата на емоции, ќе го скрие сендвичот, ќе биде многу внимателен да не ви објасни како да ја направите работата вие подобро. Кога е тој во круг со пријатели или со некој важен човек од фирмата, колку често ви се случило имате некој човек кој што едноставно ќе се спријатели со шефот или со раководителот и едноставно ќе стави препрека никој од другите луѓе да не може да дојде во комуникација со него. Гледате, тој е човек што сака да има. Колку повеќе сакаме да имаме нешто, без да при тоа можеме и да ги немаме, толку по-ниско паѓаме со емоциите. Тоа е поентата која што сакам да ја кажам. Високо со емоциите можеме да имаме и пак ќе кажам можеме да немаме. Можеме да го поседуваме нештото, ама не мораме. Фактички него ни поседуваме. Поради тоа што она што го кажав, најубавиот начин да имате некого или нешто и да имате убава комуникација и разбирање со тој човек. Кога на некој човек му даете разбирање, афинитет, љубов, тој човек никогаш нема да може да го изгубите затоа што луѓето сакаат да го имаат тоа. Како паѓаме со емоциите, колку стануваме понегативни, толку повеќе сакаме да имаме, толку сме повеќе загрижени и како кога сме ниско со емоциите, почнуваме да ги поседуваме другите луѓе. Се викате како ќе поседуваш духовно битие, верувајте ми, некогаш има луѓе кои што се пониско со емоциите, кои што ќе ве направат да се чувствувате неодговорни, непродуктивни, ќе направат да се чувствувате, ве инвалидизираат отворено или скриено, се со цел за да ве намалат, за да може да ви имаат. Гледате, ако некој е високо со тонската скала, другиот е пониско со емоциите, другиот ќе се обиде да го поседува на тој начин што прво ќе го спушти на негово ниво и потоа ќе се обиде да го има како символ, како орден, како нешто што мислите дека ќе остави во жеп. Вистинското имање и вистинскиот начин да имаме е да имаме и да го пуштиме тоа. Реков дека некогаш победите во животот можат исто така да не фиксираат. Ќе сум постигнал некоја огромна цел во мојот живот и после тоа 2 години не можам да се мотивирам да направам ништо ново, поради тоа што сум обседнат, фиксиран и премногу импресиониран со победата која што сум ја остварил. Едноставно треба да ја пуштам. Вдишуваме воздух и го издишуваме. Исто е така и со успесите. Сме ги постигнале и треба да се ослободиме од нив и додиме кон наредниот успех. Гледате, ако сакаме да трнеме кон некоја цел, која што сакаме да ја постигнеме, мораме да бидеме фокусирани на целта. Имате некојаш луѓе кои што ќе ви кажат што е тоа што го сакаш. Сакам ова, сакам тоа, сакам целта да ја постигнем. Што не ќеш? И одеднаш имате 10 пати повеќе работе што не ги сакаат отколку што ги сакаат. Сте виделе луѓе кои што ќе прашате за нешто што не сакаат,
колку имаат огромна листа на работи кои што не ги сакаат. Не сакам ова да правам во текот на денот, не сакам тоа да го правам, не сакам овие обврски, не сакам тоа, не сакам тоа, не сакам тоа. Колку повеќе се фиксираме на тоа што не го сакаме, толку повеќе сме во стоп. Она што е вистината во врска со целите е дека мораме да се фокусираме на тоа каде сакаме да одиме. Доколку не размислуваме за тоа каде сакаме да одиме, а размислуваме за тоа што не сакаме и каде не сакаме да одиме, нигде нема да одиме. Ако јас знам дека не сакам да одам во Кичево, не сакам да одам во Гостивар, не сакам да одам во Куманово, повторно сум на истото место. Ама ако знам дека сакам да одам во Гевгелија, имам фокус. Лете, многу е побитно да се фокусираме на тоа што го сакаме, отколку на тоа што не го сакаме. Имаше една приказна од една книга која што ја читам за човек како спасил дадена група на деца кои што биле во брзи води со кајак или со некој друг сплав, каде што имале многу вознемирени води и било многу ризично да се бидат во тие води. Како и да се нашле во водата, но лидерот им рекол една работа: задржете го вниманието на целта која што сакаме да ја постигнеме. Со самото тоа се фокусирале на целта и дури и да дошле до карпата или до областа која што била опасна, не давале премногу внимание, секако дека се справиле со тоа, но го одржале вниманието и се фокусирале на таму каде што сакале да стигнат. Видите, во животот мораме да имаме нови цели, да се ослободиме од старите кои што сме ги постигнали, да имаме повторно фокус. Луѓето кои паѓаат со емоциите немаат фокус. Фактички се фиксирани, се раштркани на работите болни кои што се случиле, или колку било подобро пред 10 години, колку беше подобро пред 15 години, колку беше подобро пред што и да е. Но тоа не ни дава живот. Животот е во иднината. Со право велат луѓето кога возиме кола, шофершајбната со право е поголема од ретровизорот. Победно е каде одиме, многу помалку е важно кај сме биле. Исто е така со животот, со постоењето, со целите. На тој начин ќе го добиеме тоа што сакаме да го имаме. Ова е тема за како да го имаме тоа што сакаме да го имаме, како да не ни бегаат работите. Гледате, ако пристапиме на животот и подеднакво сме импресионирани и не сме импресионирани со победите и со загубите, ќе можеме да продолжиме. Ако сме толку многу импресионирани со победата, нема да можеме да ја отпуштиме. Ако толку многу сме импресионирани со поразот, нема да можеме да го пуштиме. Да, сакаме да победиме, но не се плашиме да изгубиме. Затоа што тоа е животот. Можеме да го имаме ова што го сакаме, но ако желбата да го добиеме тоа што го сакаме, ако станува збор за некоја врска, и се давате себе си, сакате да го имате тоа што е пред вас, може би е девојката, може би е работата, може би е што и да е. Но ако тоа ве прави послаб, па бидете волни да го немате. Може би, она што го пропуштате околу вас, ќе ви дојде баш во моментот, и секогаш е така, кога прво ќе го пуштите она, кој што ви го фиксира непотребно вниманието. Е сега, обичав дека ќе кажам уште нешто, темата беше љубомора, имам уште малку минути останато за оваа емисија, но ќе го уфрлам во овој сегмент, на некој начин е поврзано. Љубоморниот човек е фиксиран на дадени работи кои што фактички не може да ги контролира и не треба да ги контролира. Љубомората не тера да контролираме све нешто кое што фактички е вон надвор, не е во рамките на нашата контрола. Љубоморниот човек, и ќе зборам можеби за љубомора, нека биде вовед во наредната емисија каде што ќе зборам за оваа тема љубомора, но љубоморниот човек има причина зашто е љубоморен од подсвеста која што самиот тој има и својата несигурност, но многу често љубоморниот човек можете да го направи, и нељубоморниот човек може да го направите љубоморен. Затоа што љубомората е фиксација. Ако имате сопруга, сопружник, дечко, девојка, кој што ви е таинствен, кој што крие работи, кој што не ви кажува каде бил, кој што не ви дава можност да дојдете и вие со него кога тоа е возможно, кога едноставно ви ги спречува шансите и вие да комуницирате со некои луѓе со кои што тој другиот комуницира, секој еден човек набрзо ќе стане љубоморен. За да нема љубомора, ако е ова љубоморниот човек, мора тој човек да има пристап и да има отворени комуникации со сопругата, со нејзините пријатели и така натаму.
Гледате, ако имате некоја сопруга која што го прави сопругот љубоморен, или ако имате сопруг кој што прави сопругата љубоморна, можеби не е проблем до сопругата, можеби сопругот кога ќе излезе некаде и сопругата можеби сака да дојде со него, сопругот секогаш ги спречува тие комуникации, на тој начин и прави на неа грижа, што е тоа што се случува на тој состанок или на таа дружба или кога се во кафана или што и да е, зошто не можам и јас да дојдам? Гледате, комуникацијата ќе разреши се. Но има начин како и љубоморниот човек да го направите да не биде љубоморен, исто како што кажав и некој нељубоморен човек, нељубоморниот човек да го направите љубоморен, ако му ги скриете комуникациите, ако му направите таинствени работи и игри во неговата околина. Љубоморниот човек сака само да дознае што се случува од другата страна со комуникациите на партнерот. Некогаш тоа е навистина поради своите собствени проблеми кои што човекот ги има во својот ум, но некогаш можеби значи пак ќе кажам сопружникот или брачниот партнер или не знам дечкото или девојката треба да преземе одговорност за тој човек кој што е љубоморен и да му рече дојди со мене. Сега сум на кафе со, не знам, овој пријател, со тој пријател, не е поврзано со работа, би сакал да те запознам со моите пријатели, со моите колеги, со мојот шеф и така натаму, кога тоа е возможно и на тој начин љубомората спласнува поради тоа што нема што да се крие. Ако почнеме да криеме работи или си го зиеме телефонот или некој не смее да ни го допре телефонот или не дај Боже да ни провери комуникациите кои што ги имаме таму, тогаш секој еден човек ќе се фиксира на тоа што му е забрането да го знае. И во основа на љубомората е тоа. Ова е малку тема која што сакав да ја уфрлам поради тоа што е поврзано со фиксација за нештото, а реков за да имаме мора да бидеме ослободени од фиксацијата и мораме да имаме способност да немаме нешто. Високо кога сме со емоциите, можеме да ги имаме работите околу нас, но не мораме да ги држиме за нас, околу нас, со нас. Впрочем, како да ја надминеме загубата и негативните работи кои што ни се случиле во нашиот живот, едноставно треба да не ги држиме тие ментални, умствени слики, болки кои што се околу нас. Некогаш ни требаат за да добиеме сочувство, за да добиеме внимание и така натаму, но вистински не ни се корисни ако сакаме да зачекориме одново да го креираме животот како што некогаш сме го креирали. Начинот да имаме нешто е да сме креативни, а креативноста доаѓа од имање нешто, но исто така оставање простор и способност и волност да го неаме тоа нешто. Само така ќе ги имаме работите околу нас. Би сакал само да најавам за крај мотивацијско предавање на 21 февруари во 18 часот во хотел ТСЦ Гранд Плаза. Ја и Наде Молеровиќ, мојата пријателка, која е исто мотивацијски говорник, ќе одржиме предавање со вакви теми на тема како да ја креираме иднината во 2019 и понатаму. А за дополнителни информации во врска со тоа предавање обратете се директно кај мене или на мојот Facebook профил. Ви посакувам убаво неделно попладне и да бидете креативни за да имате тоа што сакате. Пријатно.